Кој внесува оружје и друга во Идризово, а кој продава внатре? Друга, телефони, ножеви, таблети, па дури и тунел за сценарио на филмот Бегство од Шошенк. Затворот Идризово тоне во корупција и покрај честите полициски рации, како вчерашната. Многобројните полициски претреси со судски наредби резултираат со пријави против затвореници, а кој нив им ја внесува другата и телефоните е енигма стара децении. Осудени кој инсистираше на анонимност за Алфа вели, причина за вчерашниот инцидент е војна меѓу две конкурентски групи кои продаваат телефони и наркотици. Тој појаснува дека самите вработени во затворот пријавуваат за како што вели да си направат простор за нов пазар. Ова се случи бидејќи во тоа крило има две групи кои се занимаваат со продржба на телефони и наркотици и се имаат замерено. Едната група е поддржана од заповедникот и неговата дружина, а другата група е поддржана само од неколку командири. На едните им се дозволува многу повеќе да го шират бизнисот за разлика од другите. Од тука почнува проблемот. Намерно пријавуваат за да соберат се и после истите нудат и продаваат буквално што ти душа сака, само ако имаш пари да си платиш. Раководството на Идризово зутре најавува информации за состојбата на повредените затвореници кои дадоа отпор при претресот. Во однос на исходот од честите полициски рации кои резултираат со кривични постапки само за затвореници, а никогаш за вработени, заменик директорот Феми Јунузи не сакаше да коментира. Во меѓувреме, од обвинителство за Алфа потврдуваа дека и оделението за организиран криминал веќе има отворено постапки за вработени во затворот, но во интерес на истрагата не откриваат детали. Вчерашниот отпор на затворениците при рацијата резултираше со 10 повредени полицајци и над 50 повредени затвореници. Кога полицијата почнала да го прави претресот во полуотвореното оделение, се собрала група од 60 затвореници кои се спротивставиле и така настанала тепачката. Пролета оваа година, затворската полиција, според официјални информации, случајно пронајде тунел долг 60 метри, кој води зад жиците на дворот од Идризово. Недостасувале само уште неколку метри за да може затворениците да се дадат во бегство. Надлежните излегоа на терен, проверуваа и собираа докази, но до денеска официјално не се знае кој копал и со чија дозвола се планирало филмско бегство.